Светскиот ден на младите денес се одбележува и кај нас. Символот на животот, младите веќе подолг период се пред големи искушенија и тоа се разбира поради старите. Од тука и неизбежното прашање: колку младите денес страдаат поради тоа што многу работи старите не ги завршиле како што треба? Да, ние младите ги трпиме последиците од постарите и затоа младите бараат излез во другите држави за вработување. Иако секоја генерација има свој товар, согласни и самокритични со младите по ова прашање се и старите. Секогаш е било постарите да погрешат, младите да трпат. Тоа е така секогаш. Може би поради старите, што не се можеле, не се дали услови, да речеме да одат, да напреднат, али се више крајно што мора секој да се извлече. Сите млади ќе избегат. Трпат од функционерите, бегат младите. Однесува ја државата. Младите трпат. Старите не, за нас е лесно, но таа младо треба да живее. Освен што не треба да бидат пречка, возрастните имаат обврска младите да ги потикнуваат на иницијативи, усовршување и секако работа. Ако сакаме да имаме активни млади, ние мораме да почнеме да работиме со децата уште во основното училиште и од нив потоа произлегуваат иницијативи и акции кога ти доаѓаат во средно училиште, на факултет. Значи можеме да забележиме дека по изминатите години се прават клучни промени во однос на младинските политики, се прави една промена во однос на тоа што креатори на младинските политики се токму младите. Во контекст на Светскиот ден на младите и напорите младите сами да го градат поубав својот свет и живот, денес во основното училиште Димитар Влахов во Штип, а во организација на младинскиот клуб имаше соодветна средба. Ако не научиме, ако не се охрабриме како деца да учествуваме, ако немаме подршка и насока од возрастните сега, како некој би очекувал да ќе израснеме во активни и креативни млади кои допринесуваат?